Денеска е светски ден на бездомните животни, кој за жал Македонија нема како да го прослави, ниту како да го одбележи, бидејќи нашата земја се наоѓа на дното според третманот на животните. Нешто што и Европската комисија го констатира во своите извештаи за напредокот на Македонија, соопшти Асоциацијата на активисти за права на животните. Ова е првата вест за денеска, останатите следуваат во приложение. Промовирана новата автобуска линија 5А од Дексион до Клинички центар. Промовиран мојот мал прирачник за отпад во Газибаба. Коце Трајановски најави проширување на булевар Асно. Кандидатите за градоначалници за општина Бутел промовираа нови проекти. Андре Петров ќе легализира дивоградби за 1 евро, а Стефчо Кимовски ќе реконструира улици. Директорот на ЈСП Скопје Мишо Николов заедно со градоначалниците на град Скопје и општина Ѓорче Петров, Коце Трајановски и Сокол Митровски ја промовираа новата автобуска линија со број 5А. Новата линија секојдневно ќе вози по трасата од населбата Дексион, улицата Ѓорче Петров, Адолф Цибуровски, Митрополит Теодосиј Гологанов, Кирил и Методи, булевар Водњанска до Клинички центар. Ивана Митковска. Уште една автобуска линија од денеска ќе сообраќа на релација населба Дексион, Клинички центар. Станува збор за автобуската линија со број 5А, која е воведена по барање на граѓаните од Дексион и Ѓорче Петров. Новата линија 5А, која денеска ја промовираа директорот на јавното сообраќајно предпријатие Мишо Николов, заедно со актуелните градоначалници на град Скопје и општина Ѓорче Петров, Коце Трајановски и Сокол Митровски. Секојдневно ќе вози по трасата од населбата Дексион, по улиците Ѓорче Петров, Адол Циборовски, Митрополит Теодосиј Гологанов, Кирил и Методи, булевар Водњанска, па се до Клинички центар. Целта е граѓаните да имаат што помалку проблеми при движењето, што побрзо да стигнат до Клиничкиот центар, бидејќи тоа е неопходно потребно. Ќе продолжиме и понатака да работиме во интерес на граѓаните на градот Скопје, затоа и се формирани овие јавни предпријатија, да ги сослушуваат проблемите на граѓаните, да ги решаваме онаму кај што можеме и онолку колку што можеме да ги решаваме, и сметам дека до сега мислам дека излегуваме во пресет на голем број на барања и на решавањето на тие барања и на проблеми на граѓаните на градот Скопје. Актуелниот и кандидат за иден градоначалник на општина Ѓорче Петров, Сокол Митровски, нагласи дека со оваа ново воведена автобуска линија ќе се решат многу проблеми на граѓаните, бидејќи оваа општина досега не беше директно поврзана со Клиничкиот центар. Линијата 5А оди од Ѓорче Петров, практично од местната, односно урбаната заедница Дексион до Клиничкиот центар. Коце Трајановски подсети дека ова не е прв пат по барање на граѓаните да се воведе автобуска линија плюс. Пред 2 години беше пуштена и автобуската линија со број 22, која го поврзува овој дел од градот со Клиничкиот центар. Мојот мал прирачник за отпад денеска беше промовиран во Газибаба со цел по правилна селекција на отпадот. Прирачникот е изработен од страна на Центарот за климатски промени во соработка и со финансиска поддршка на општина Газибаба. Со цел подобро и правилно справување со селекцијата на отпадот, денеска во општина Газибаба под мотото "Не сме доволно богати за да го фрламе отпадот", беше промовиран мојот мал прирачник за отпад. Прирачникот е изработен од страна на Центарот за климатски промени во соработка и со финансиска поддршка на општина Газибаба. Овој прирачник кој ќе биде дистрибуиран до граѓаните ќе има за цел да ги едуцира граѓаните и да им помогне при правилната селекција на отпадот. Како и досега и во иднина општинава ќе даде свое активно учество, се со цел да се зголеми свеста кај граѓаните за начинот на собирање на тој отпад, начинот на негово складирање и депонирање, посебно оној отпад кој што е многу опасен, и акцент сакаме да ставиме за оној отпад па и што може да се рециклира и во понатамошна употреба повторно се користи, како што кажав, за да учествуваме во делот на заштита на животната средина и поголемата едукација на жителите од општина Газибаба. Општината ќе има обврска во соработка со град Скопје да обезбеди собирни центри за опасните типови отпад и да ги информира граѓаните.
Целата идеја за реализација на ваков проект беше на едноставен и разбирлив начин на граѓаните да им објасниме на кој начин треба да постапуваат со отпадот кој што се појавува во домакинствата. И понатаму да им помогнеме на граѓаните, значи не само да ги дознаат начините, односно видовите на отпадот, туку и како да постапуваат со истиот. Можностите за компостирање, значи што наместо да го фрлиме отпадот надвор, како да го искористиме корисно. Општина Газибаба има воспоставено систем за собирање на комуналниот отпад на целата територија, на тој начин што во 2012 година подели вкупно 5718 канти за отпад, а обврската за собирањето на сметот ја има јавното претпријатие Комунална хигиена. Ке се продолжува булеварот Асно. Првата фаза на проширувањето е од февруарски поход до Тодор Чангов. Темпото на останатите фази од проширувањето ќе зависат од решавањето на имотно-правните односи, а крајниот резултат е подобрување на сообраќајот кон Горно Лисиче. Елизабета Дамјановска. Кандидатот на ВМРО ДПМН за градоначалник на град Скопје Куца Трајановски и градоначалникот на општина Аеродром Ивица Куневски денеска го презентираа проектот за продолжување на булеварот Асном. Станува збор за проект кој ќе се реализира во неколку фази, а крајниот резултат е подобрување на сообраќајот кон населеното место Горно Лисиче. Продолжувањето на булеварот Асном ќе има исклучително значење за граѓаните од новата населба на последна петка. Овој проект ќе биде правен практично во неколку фази. Во првата фаза до почетокот на населеното место новата населба, значи во Горно Лисиче, со оглед на тоа што се расчистени имотно-правните односи, значи тоа ќе биде најпрво правено и ќе нема проблеми околу имотно-правните односи. Вториот дел, во зависност од расчистувањето на имотно-правните односи, ќе зависи и интензитетот на реализацијата на овој проект. Има одреден број на куќи кои што се во трасата на овој булевар. Секако дека тие сите не треба да стравуваат, но дека не се постигне целосен договор и откако ќе се расчистат тие имотно-правни односи, ќе биде реализацијата на втората фаза од овој булевар. Во реализацијата на проектот поддршка даде и општина Аеродром. Градоначалникот Ивица Куневски најави помош во разрешување на имотно-правните односи, издавањето на техничка документација и останатите согласности. Особено не радува тоа што град Скопје ќе го реализира овој проект, заради тоа што ќе им голесни движењето на жителите кои што се населени во новите згради. Ние како општина работиме на секундарните патишта, на асфалтирање на секундарните патишта, тие веќе се во финална фаза. Кандидатот за градоначалник за општина Бутел од ВМРО ДПМН Петре Латиновски денеска беше во посета на локацијата во Везбегово, каде треба да никне нова населба, како и нова училишна зграда. Додека пак кандидатите за градоначалници на Скопје и Бутел од СДСМ Јани Макрадули и Коста Начевски денеска го промовираа проектот 10. Прилог на Андријана Димитриевска. Кандидатот за градоначалник за општина Бутел од ВМРО ДПМН Петре Латиновски денеска заедно со министерот за образование Панче Кралев беа во посета на локацијата во Визбегова, каде што треба да никне нова населба. Како што денеска изјави Латиновски, станува збор за план на иднината, бидејќи на оваа локација треба да никне нова населба. Станува збор за 150 локации за изградба на индивидуални стамбени објекти што ќе бидат во функција на владината аукција Купи куќа, купи стан. Во планот е предвидена локација од 11.000 метри квадратни за изградба на нова училишна зграда со пропратни спортски терени, како и простор за изградба на детска градинка. Грижата за младите ќе продолжи и во третиот мандат, значи затоа започнавме со изградба на основното училиште Живко Брајковски, предвидуваме изградба на училиште во населеното место Визбегово и предвидуваме изградба на нова градинка во населеното место Радишани. Јани Макрадули, кандидатот за градоначалник на Скопје од Сојузот на иднината, заедно со кандидатот за градоначалник на општина Бутел Коста Начевски, го промовираше проектот 10, според кој во секоја општина ќе се формираат градски квартови во кои локалните жители ќе имаат можност да добиваат корисни информации за работа на градската администрација. Идејата е дека нам не ни е доволно да имаме само едно добро место во општината или во соседството, туку потребни се повеќе вакви места за вистински да заживее едно мало општина или еден град.
Секој од овие квартови ќе има најмалку 10 работи или 10 причини за тоа некој да го посети. Места за одмарање, игралишта за деца, галерија за уметнички изложби, катче за уживање во музика, вкусување на локални специјалитети, шах клуб за пензионерите. Ќе има многу зеленило и канцеларија во која граѓаните ќе можат не само да се информираат за тековните градски активности, туку ќе можат веднаш да ги добијат сите документи и одобренија кои што се во надлежност на градот Скопје. За Серава планираме колекторски систем за прочистување, а покрај неа зелени патеки за рекреација, паркови и зелени површини за игра, спорт и дружење на граѓаните од сите возрасти. Ќе вложиме и изградиме нови објекти од јавен карактер, училишта, градинки и здравствен дом. Макрадули додаде дека Скопје не е само центарот на градот, Скопје е и Бутел. Андреј Петров, кандидатот за градоначалник на општина Карпош, најави легализација на дивоградбите во зградите за 1 евро по метар квадратен. Неговиот против кандидат Стефчо Екимовски најави целосно обновување на тротоари, рабници, улично осветлување, но и реконструкција на неколку улици, од кои едната Трифун Пановски е во тек. Елизабета Дамјановска. Кандидатот за градоначалник на општина Карпош од Сојузот за еднината, Андреј Петров, денеска најави еднаков третман за сите граѓани во процесот на легализација на дивоградбите во индивидуалните објекти и во колективните станбени згради по 1 евро за метар квадратен. Петров најавува дека со одлука на Совет ќе ги заштити граѓаните и нема да дозволи различен третман во постапувањето, а на оние пак кои веќе го платиле надоместокот по целосна цена, ќе се обиде да им ги врати уплатените средства. Овие доградби се пред доградби на балконите и се без соодветна документација. Луѓето ги направија овие доградби поради тоа што во овој период се изложени на тешки услови на живење, на сиромаштија, на барање начин како да ја зголемат станбената површина, бидејќи фамилиите се зголемија, голем дел од овие балкони станаа кујни, станаа спални. Во мојата програма нудиме 1 евро за легализација на овие објекти. Како е можно луксузни индивидуални куќи да се легализираат за 1 евро, а да се бара 120 евра по квадрат за овие доградби кои најголем дел од граѓаните на Карпош ги направија. Кандидатот за градоначалник на општина Карпош од Српската напредна странка Стефчо Екимовски денеска најави реконструкција на 35 улици, како и целосно обновување на тротоарите, рабниците и уличното осветлување во општината. Покрај тоа, во тек е и реконструкција на улицата Трифун Пановски во Карпош 3, а веќе од утре ќе почнат да се реконструираат уште 2 улици, Мокра и Кораб во Козле, улицата Белишка во Влае. Следни за реконструкција од предвидените 35 улици се Петар Чаулев во Влае и Струма во Карпош 3, додаде Акимовски. Градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски од представниците на општинската изборна комисија го доби уверението со кое се верификува неговиот мандат за градоначалник на општина Илинден. Стојановски изрази задоволство што изборите минале во мирна и демократска атмосфера и им посака успешна работа на новоизбраните членови на Советот на општина Илинден. Од представници на општинската изборна комисија уверение со кое се верификува вториот мандат доби и градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски, кој им се заблагодари на граѓаните за довербата и задоволство му е што изборите поминале во мирна и демократска атмосфера. Од страна на општинската изборна комисија ми беше доделено уверението за избор на градоначалник на општина Газибаба. Заеднички беше констатирано дека гласањето помина навистина во демократска атмосфера. Општина Газибаба и жителите на општина Газибаба покажа како треба да се спроведат едни избори и јас сакам да им се заблагодарам на граѓаните кои што навистина масовно излегоа и ни ја дадоа поддршката уште во прв круг за градоначалник на општина Газибаба. Во вториот дел на урбаните вести следува спорт, комплетирани првите средби од четвртфиналето во Лигата на шампионите. Актуел Rolling Stones најавуваат спектакуларна турнеја. Комплетирани првите средби од четвртфиналето во Лигата на шампионите. Реал го победи Галатасарај со 3:0, а Малага и Борусија Дортмунд ремизираа 0:0. Спортските вести се веднаш по рекламите.